Почитувани гледачи, го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Гостин е председателот на Сдруженијето на новинари на Македонија Младен Чадиковски. Господине Чадиковски, од неодамна сте председател на ЗНМ во услови кога Македонија слабо напредува во однос на состојбата во медиумите и е најслабо рангирана во однос на медиумските слободи. Каде ги гледате причините за слабиот напредок? Причините за тоа зашто Македонија така лошо котира во медиумските слободи и права се системски, не се само од вчера, туку се многу време наназад. Изминатиот 10-годишен период се направи една силна дисторзија во медиумскиот систем во Македонија, што доведе до пад на професионализмот на новинарите. Во такви услови вие не можете да очекувате ништо подобро од ова што сме сега рангирани. За истакнување е дека до пред година-две бевме уште подолу, 123-то место, сега сме 109-то. Значи има една блага тенденција на подобрување, меѓутоа таа се базира врз основа на оние промени што се случија во општеството, делумно ослободување на општеството од стегите во кои што беше онаа заробена држава за која што Европа апелираше во нејзините повеќе извештаи. Се уште сме рано од тоа да кажеме дека се случуваат силни реформи или дека медиумскиот пазар тежне кон создавање на силни медиуми во кои што новинарите ќе бидат на пиедестал и ќе го имаат дигнитетот кој што е потребен за да може достоинствено да ја извршуваат својата професија. Како го оценувате односот на актуелната власт кон медиумите? Самата смена на власта донесе една промена во односот на власта кон медиумите, но повторно ќе речам, таа не е доволна доколку сметаме дека сакаме да имаме системски промени во медиумите. Да, има поголема транспарентност, поголема отчетност, тоа може да се забележи, но повторно ќе речам, оние остатоци на проблемите со кои што се соочувавме, се уште се соочуваме. Вие и денеска имате министри што се закануваат со тужби на новинари, и денеска имате министри што квалификуваат на овој или оној начин медиуми, и денеска имате министри што наместо да одговараат на прашања на новинарите, тие се одговараат со контрапрашање, најчесто во ироничен или во некоја друга смисла која што би требало да го навреди новинарот. Тоа не е добро, од таа пракса треба да излеземе. Од друга страна, ЗНМ реагира за непрофесионално известување во медиумите и за случаи на говор на омраза. Можете ли да дадете генерална оценка за нивото на професионалноста во медиумите? Ние денеска сме сведоци на тоа дека имаме многу различни типови карактеристики на медиуми во Македонија. И не е тоа само случај во Македонија, тоа е случај и насекаде, и во регионот, и во окружувањето, па дури и во Европа и во светот, бидејќи напливот на електронски медиуми донесе и нова стандардизација во работењето, која што во многу чести случаи се злоупотребува. Од тој аспект, ако треба да бидеме самокритични и да кажеме, да, денеска имаме наплив и на лажни вести, на пропаганда, и на неетичко известување, на етикетирање на луѓе, бизнисмени, политичари и било што без никаков основ, значи кога за тоа нема основа, но имаме од друга страна и фини нормални медиуми кои што работат по стандардите и професионалните кодекси на новинарите. Така да, затоа е тешко да ја дадам таа генерална оценка, меѓутоа дека има амплитуди во известувањето кои што се огромни и се доведуваат од она да речеме дека да, имаме медиуми со одлични перформанси кои што знаат и се придржуваат до професионалните кодекси и норми, до она дека навистина имаме медиуми кои што воопшто не може да се наречат медиуми. Пред скоро 2 месеци беше донесен законот за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Дали верувате дека со него ќе се овозможи независен медиумски регулатор и дека ќе се спроведе неопходната реформа во јавниот сервис за уредувачка и финансиска независност во МРТ, како што наведува Европската унија во извештаите за напредокот на земјава? Да, законот за медиумски услуги, ја го викаме скратено, беше донесен во крајот на минатата година, односно на самиот крај на минатата година. Тоа е само почеток во формирањето на овие вистински
тела за што може да овозможат независност на медиумите. Прво зборуваме за регулаторот, тоа е Агенцијата за аудиовизуелни медиумски услуги, каде што се потребни и системски и персонални промени, што ќе овозможат независно функционирање на институцијата. Во таа насока многу е важно целиот процес на изборот на членовите кои што во натамошните години ќе водат агенцијата да биде транспарентен, јавен и да биде под будно око и на новинарските организации, но и на јавноста, а препорачувам и од меѓународниот фактор. Од тоа дали тамо ќе избереме вистински членови професионалци или пак ќе дозволиме да се вгнездат партиски апаратчици, ќе зависи како во иднина ќе делува и ќе се развива медиумскиот сектор во земјава. Во однос на јавниот сервис, таму исто така предстои избор и на Советот во МРТВ, но тоа ќе биде навистина тешка задача во справувањето со јавниот сервис за било кој дел од раководството на тој сегмент, бидејќи јавниот сервис се соочува со мал милион нерешени проблеми и прашања, од кадровски, технички до недостаток на пари. Само за споредба, ако знаеме дека, например, Хрватската телевизија има 10 пати поголем буџет од македонската телевизија, тогаш зашто зборуваме? Меѓутоа, не е само до парите, многу е и до човечкиот материјал и до тоа како и на кој начин ќе се имплементираат таму така наречените реформи, во услови кога се соочува самата МРТВ со превработеност, а сепак со кадар кој што е недоволно, не зборам во сите сегменти, но недоволно обучен за предизвиците на новото време што ги бара оваа електронска комуникација денеска, која што секако не е сведена само на камерата и микрофонот. ЗНМ го предлага поранешниот председател Насер Селмани да биде член на Агенцијата за аудио и аудиовизуелни медиумски услуги. Зошто токму тој? ЗНМ транспарентно објави јавен повик на кој што требаше да се јават заинтересирани новинари за да бидат предложени од страна на ЗНМ како членови на агенцијата. Тој беше еден од кандидатите што се пријавија вкупно 4 кандидати. Управниот одбор одлучи од кандидатите што беа дека тој би бил најсоодветно решение со оглед на тоа што дел од кандидатите пак кои што исто така беа пријавени претходно биле на раководни тела или во раководни тела од ваков карактер како што е агенцијата или Советот за радиодифузија, исто така предложени од ЗНМ, па управниот одбор сметаше дека не би требало повторно да се предлагаат исти луѓе за исти позиции, бидејќи на крајот на криштата ЗНМ произведува новинари кои што треба да се борат за правата на новинарите, а не сака да произведува функционери кои што ќе бидат постојано дел од некакви тела. Значи, го баравме интересот на новинарите и управниот одбор сметаше дека програмата и кандидатурата на Селмани е најдобра. Ве прашувам бидејќи некои медиуми пишуваат дека поддршката била за возврат на неговата поддршка вие да бидете председател на Сдруженијето на новинари на Македонија. Прво, тоа не може да биде така од аспект на тоа што одлучува управниот одбор на ЗНМ. Управниот одбор со мнозинство гласови тоа го одлучи, а второ, мене не ми е ни докрај познато на кој тоа начин Селмани лобирал во претходното изборно собрание. Така да, тоа се само шпекулации и мислам дека квалитетот и она што се вели нашата визија за тоа каков човек треба да биде тој што ќе ги брани новинарските интереси пресуди при изборот на управниот одбор во ЗНМ. Вашиот претходник Селмани беше против државно финансирање на медиумите, но сега се најавува формирање на фонд за медиуми од страна на владата за подобрување на финансиската состојба на медиумите. Кој е вашиот став во однос на ова прашање? Да, ние сме запознаени со тоа дека има обиди да се формира некаков фонд за медиуми. Ние принципиелно сме против јавни пари во
медиумите. Тоа сме го истакнувале и досега, сум го истакнувал јас и пред да бидам избран за председател на ЗНМ и сега сум на истото мислење, дека јавните пари, државните пари во медиумите не создадоа досега ништо добро во медиумскиот простор. Впрочем, ете што се случи последните 10 години со тие пари во медиумите, паднавме на најниско ниво во регионот, бидејќи тие пари во голем дел и мерки беа користени како обид за корупција на медиумите, така што ние сметаме дека македонското општество се уште не е зрело за формирање на модел кој што ќе произведува или ќе дозволува јавни пари во медиумите, особено кога зборуваме за електронските медиуми. Сметаме дека од друга страна пак сметаме дека постојат локални и регионални медиуми на кои што треба да имаат известна поддршка во функционирањето и мислиме дека тоа може да се заврши и да се направи преку така наречени непарични вложувања, што би значило известни даночни ослободувања, известни ослободувања од давачки кои што овие медиуми ги плаќаат кон државата, кон разни агенции, кон владини тела, кон други институции, тие се обременети со сето тоа се пари, меѓутоа кога тоа на една хоризонтална основа во локалните и регионалните медиуми било ослободено, тоа би значило многу за нивното финансиско работење, а со тоа и за вработување на нови луѓе. Се разбира, тука би можеле да бидат доведени во предвид и некакви субвенции за вработување на нови луѓе во тие локални и регионални медиуми, меѓутоа не за поделба на пари без нетранспарентно и во било каква основа во медиумите. Господине Чадиковски, ви благодарам за интервјуто. Благодарам. Почитувани гледачи, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.